Благодарам, почитуван потпредседателе, почитуван пратеник Јован Митревски. Веројатно не заради дискусијата во парламентот за законот за гама, туку и заради тоа што гасификацијата е една од најважните стратешки инвестиции во државата и прашањето е соодветно. Ќе се обидам да дадам одговор за да може да биде јасно и за граѓаните, но и за сите пратеници. Прво, законот за гама решивме долгогодишен спор, наследен спор, и тоа од едно друго време, кога се имаше цел да не се развија диверзификација на гасоводните мрежи и гасоводните системи и да биде присутен само еден извор на газ, со која што државата ја држеа прво во монополска позиција, а истовремено во целиот овој период одвраќа било какви инвестиции кои што беа поврзани со гасификацијата на државата, а тоа мислиме на домакинствата, на индустријата, на стопанството, на производството на електрична енергија од газ и така натаму и така натаму. Проценката е правена континуирано со сите ревизорски извештаи секоја година. Од 2006 година наваму се знае вредноста на гама. На крајот пред продажба, согласно арбитражата на Европската енергетска заедница, е направено судско вештачење и уште 3 други вештачења, кои се консеквентни на сите ревизорски извештаи во последните години. Проценката е околу 64 милиони или 65 милиони точно, не знам и која е вредноста, по 50% на двете страни. Постоејќи опцијата да државата го откупи Макпетрол или Макпетрол ја откупи државата. Ние одлучивме стратешки дека ред државата да биде 100% собственик на преносниот систем на газ. И денеска, после прифаќањето на законот во собранието, сите граѓани се 100% газди собственици на националниот гасовод. И тоа е една огромна придобивка која што ги отвара сите потенцијали и развојни можности на државата поврзани околу гасификацијата. Она кое што е важно е со донесувањето на самиот закон. Еве денеска веќе регулаторна комисија реагираше, веројатно утре ќе соопшти, но на јавна седница ја намали цената на пренос на газ, на гама, за 6,16%. Затоа што економски се следат веднаш индикаторите кои отварат иднина. Зошто? Заради тоа што тоа ги отвара сите потенцијали на идни конзументи на природен газ. Односно, отвара можноста да влезе Trans-Adriatic Pipeline, односно азербејџанскиот газ преку ТАП проектот, отвара можноста да влезе LNG или Liquid Natural Gas, течен газ од Америка, од Катар, од Азербејџан, од Турција, од секаде каде што постои лесно достапен газ до нас. Првата можност е веднаш изградба на интерконекторот со Грција, проект вреден 54 милиони евра, за кој што од Западен Балкан инвестицијската рамка имаме 14 милиони евра грант, а вкупниот проект е 54 милиони евра. Завршена е целата документација. Почетокот на 2021 очекуваме почеток на изградба на овој интерконектор, која што ја дава прв пат можноста да влезе втор, трет, четврти, пет опција на газ во државата. Само по себе очекуваме 30% намалување на цената на природниот газ во државата, која што ја отвара толку големата и еколошка, но пред се и енергетска можност за Република Северна Македонија, за стопанството, за граѓаните. При едни такви околности, она кое што го очекуваме е да развие можности за изградба и на гасни централи за производство на електрична енергија и ревносно да ја следиме еколошката агенда на државата, согласно Европската зелена агенда, а тоа е Just Transition, односно брзата транзиција од јаглен во еколошки енергенси за производство на електрична енергија. Покрај овој интерконектор се работи на проектната документација и тоа е веќе во втора фаза, на интерконекторот со Косово, на интерконекторот со Србија и на интерконекторот Петрич-Струмица, заради покривањето на југоисточниот дел на Македонија. Други придобивки кои што доаѓаат од ова, јас веќе кажав, ја дава можноста слободно да го развиваме националниот гасовод, да го затвориме прстенот со развојот на следните фази, а тоа е Гостивар Кичево, Кичево Струга Охрид, Ресен, Битола, до каде што сме стигнати, а и развојот на гасоводната мрежа кон Свети Николе, кон Велес и другите
делници, како што е Кочани, Виница, развојот на Источна Македонија и сите оние гасоводи кои што се согласно националниот гасовод. Проценката досега со завршувањето нови активности кои што во моментот ги имаме дека нашиот национален гасовод, тоа е пари, вредност на сите граѓани, 100% е веќе собственост, е вреден повеќе од пола милиарда евра, 500 милиони евра. А ако некогаш некои идни генерации одлучат да дадат, имат овде пола милиарда евра за сега. Следната година имаме нови 100 милиони евра инвестиции, наши, собствени буџетски пари, дел се кредити за развој на гасоводната мрежа. Трета директна предност е веднаш развој на секундарна и терцијална мрежа. Паралелно, заедно со акцијскиот советник Европска банка за обнова и развој, работиме преку Министерство за економија и Државната комисија за јавни и приватни партнерства за избор на компании, приватни партнери на државата за развој на секундарна и терцијална гасоводна мрежа по градовите и селата ширум државата. Првата фаза заврши, поминаа две фирми, двете се турски, фирмата Акса и фирмата Палет Инсаат. Влезеа во втора фаза, тоа се огромни фирми. Едната, не знам точно која од двете, има повеќе од 30% изградено од турскиот гасоводен систем за развој на гасификацијата по градовите низ Турција. Двете фирми се одличен капацитет, верувам дека успешно ќе продолжиме да ја реализираме и оваа работа. Изградбата на секундарната и терцијалната гасоводна мрежа е над 300 милиони евра. Граѓаните нема да дадат пари, главен услов е кој ќе даде најевтин приклучок на газ за домакинствата и за фабриките. Тоа е главниот услов по кој што се движиме при на изградбата на оваа гасоводна мрежа. Најважната работа е ефтин енергенс и еколошки енергенс. Гасот исто така има CO2, но има во промили наспроти јагленот. И затоа секаде низ Европа и низ земјите членки на Европската унија се затварат јаглените централи, исти такви какви што се нашите во Битола и во Кичево, во Осломеј, кога тогаш кај нас ќе дојде и поврска, интерес, стратешка цел и одлука на владата на Република Северна Македонија да не чекаме да биде обврска, туку час поскоро одиме во севкупната транзиција на еколошки енергенс, која што дополнително ќе ни даде можност за инвестиции во производство на електрична енергија од природен газ. И затоа ја најавувам денеска во Македонскиот парламент првата директна инвестиција, која што ќе следува консеквентно на ваквите парламентарни одлуки и одлуки на владата, кои што се донесени, а тоа е нашето учество во Александрополис. Гасоводот, доживеавме нашата земја да инвестира во Грција, во гасниот терминал во Александрополис, кој што ќе биде инвестиција некои 6,5-7,5 милиони евра и ќе имаме 10% учество. Грција има веќе 20% учество, Бугарија има 20% учество, една американска и една грчка компанија се останатите партнери. И да учествуваме со 25% учество во гасната централа на природен газ во Александрополис, која што 800 мегавати, 25% значи 200 мегавати, толку е еден блок од трите блока на рек Битола. Автоматски овој процес кој ќе биде пуштен во употреба, а планот е 2023 да биде пуштен и гасниот терминал и гасната станица, односно 2021 почнува со реализација, можеме еден блок комплетно да затвориме од рек Битола заради само ваквата инвестиција. Благодарение на овој закон, на стратегиските интереси на државата да развива алтернативни извори на газ, кои што ги добиваме од други, трети и четврти земји, е можноста да се инвестира во гасни централи во државата. До крајот на јануари ќе биде готова физибилити студијата на ТЕЦ Неготино, каде што ќе објавиме пик за јавно-приватно партнерство за ТЕЦ Неготино да биде повторно електрична централа која што ќе работи, ќе произведува ефтина и еколошки чиста енергија, ќе се вработуваат луѓе на компетативни основи, каде што очекуваме инвестиции од засега заинтересирани малку 12 компании. Зошто? Има одлична географска положба, овде на коридорот 10, има капацитет кој што може да се искористи, има трафостаница, има лесна поврзаност на мрежата и е во одлична географска позиција. И јас верувам дека овде ќе имаме сериозна капитална инвестиција во Неготино, покрај неколку убави други работи што ќе му се случуваат на Неготино во целиот овој период. Дополнително, она кое што е важно е и гасна централа во Битола,
почнавме да преговараме со големи американски компании, привршувам овде Довршите се председателе. мислата. А таква е 800 мегаватна во Битола. Ако успее овој проект, тоа значи дека РЕК Битола завршува, а вработувањата ќе си продолжат во гасната централа. Едноставно ќе имаме ефикасен енергетски енергенс, кој што ќе се произведува и јагленот ќе го затвориме комплетно. 800 мегавати е повеќе од 630 кои што сега РЕК Битола ги има. Интерес за ваква гасна централа има и во Струмица, во Скопје, во Валандово и во многу други Ви благодарам. региони од државата. Благодарам.